Беше тоа на 6. јуни 1951 кога во Скопје на иницијатива на македонци повратници од странство, културни и обштествени работници вон и надвор од Република Македонија во форма на Сдружение на граѓани е регистрирана Матицата на иселениците од Македонија. Беше тоа на 6. јуни 2017 година, кога илјадници граѓани по улиците на Скопје и на плоштадот Македонија се собраа да ги дочекаат ракометарите на Вардар по освоената титула во Европската лига на шампиони во Келн, Германија. На 6. јуни 1922 во Битола е роден Стерио Ѓоргиевски, припадник на македонското национално ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. По формирањето на битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев станал негов борец. По одржаниот митинг на одредот во селото Сопотско-Ресецко, кога започнала борба со бугарските воено-полициски сили, тој бил убиен на 22 октомври 1904. На 6. јуни 1923 година во селото Раково во Егејскиот дел на Македонија е роден Гавро Пановски, припадник на македонското народно-ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна. Како ученик во 7 клас, тој заминал во партизани и бил борец во првиот борбен строј на битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев. Зимата 1942-43 бил на партиска работа во Егејскиот дел на Македонија, а пролетта 43 се вклучил во партизанскиот одред Вичо на грчката народно-ослободителна војска Елас. Учествувал во завршните операции за ослободување на Македонија. Гавро Пановски умира во Битола на 28 март 2014 година. На 6. јуни 1932 во Крива Паланка е родена Милица Стојанова, македонска театарска, филмска и телевизиска актерка. По завршувањето на средната театарска школа во Скопје работела во радиодрамата, а потоа и во драмата на МНТ. Од 1964 па се до пензионирањето била во Драмскиот театар во Скопје. На 6. јуни 1922 година умира Павел Христов, македонски револуционер. Роден е во 1874 година во битолското село Цапари. По завршувањето на гимназија во 1894 се враќа во Македонија како учител. Учителствувал во Прилеп, Кичево, Костур и Битола. Во 1895 влегува во редовите на внатрешната организација и брзо напредува во незината хиерархија. По Илинденското востание е избран за раководител на Битолскиот револуционерен округ. На Рилскиот конгрес во 1905 е делегат од округот, а на Кјустендилскиот конгрес 1908 е избран за член на Централниот комитет. Помладо Турската револуција бил училишен инспектор во Битола.